1.784.416 гласачи ќе имаат можност в недела да застанат пред гласачките кутии и да го дадат својот глас за едно од 11 кандидатски листи кои ќе бидат запишани на гласачкото ливче. Гласањето започнува во 7 часот и трае 12 часа, докога граѓаните ќе можат да го исполнат гласачкото право во 3514 избирачки места ширум Македонија. Изборите ќе ги следат 4047 акредитирани домашни и уште 659 странски наблюдувачи, кои особен фокус ќе стават на избирачките места каде што има 100% одзив на етничките албанци. Според податоците од последните избори на повеќе од 366 избирачки места, гласале неверојатни 100% од етничките албанци кои биле запишани во избирачкиот список и на албанските политички партии им донеле над 105.000 гласови. Станува збор за избирачки места кои се наоѓаат во средини каде што етничките албанци доминираат. Местата се распоредени во Скопски Бутел, Чаир, Сарај и Арачиново, па се до Кондово, Тетово, Гостивар, Струга и околните села. Според информациите на сител на овие избори, токму на овие гласачки места ќе има засилен мониторинг, за да се провери како е можно секој етнички албанец што е запишан во избирачкиот список без исклучок да дојде пред гласачката кутија и да го даде својот глас. Според истите информации, секој кој ќе биде фатен во било какви злоупотреби ќе биде најстрого казнет. Законот за попречување на изборниот процес и било какви изборни нерегуларности предвидува затворски казни. На 2 дена пред изборите, анализата на расположението на граѓаните покажува дека СДСМ е пред нова катастрофа и дека ВМРО-ДПМН ќе ја забележи 5-тата поред изборна победа, 4-та на предвремени избори. Во ситуација кога СДСМ не може да се надева на поддршката на македонците, лидерот Заев се сврте кон етничките албанци, ветувајќи им двојазичност и федерализација, во надеж дека ќе ја ублажи катастрофата која го чека во недела. Но аналитичарите велат дека опозицијскиот лидер направил погрешна математика, бидејќи со ваква понуда излегол во време кога албанците имаат цела лепеза политички партии на понудата. По оттука Заев не треба да се надева на многу гласови. Извори од албанските политички партии за сител велат дека во таква ситуација социјалдемократите веќе прават обиди за пазарење и купување гласови на етнички албанци. Појава која албанските политички партии ја регистрирале во Арачиново, Кондово, Сарај и Чаир. Тие велат дека жестоко ќе реагираат и нема да дозволат туѓи игри во како што велат нивниот двор.